Ајде дојдете да правиме психолошки муабети, нали се тоа е актуелно да се прави психолошки муабети. Дури и комерцијално стана и ние така решивме да правиме психолошки муабети во подкастов на гости кај Прилепчанец, па си дојде фино поштено Марија Ангелеска од Прилеп, Рената Димановска од Битола и разврздавме, отворивме теми психолошки, како што реков, за партнерската релација, за нарцисоидните црти, за егоцентричноста на личноста, за многу теми кои што не се римува, се испреплетувани из нашите животи. Беше смут и гладко, а вас се надевам дека ќе ви биде сладко. Не заборавајте, не почестите едно кафе на линкот подолу, ради што секоја психолошка сесија си има цена, не е материјална, туку духовна. Вие наградете ја со кафе на линкот подолу на платформата Buy Me a Coffee. Во кружна форма сме седнати на еден настал, на една маса, која што може комотно да наречеме психолошка маса, бидејќи во еден кособој, што е многу здрав и стимулативен, ретко кога може да се вида, ради што зборуваме прилепски на подкастов, тројца психолози кои што убаво си разговара, кои што нема засегнати нити поделени мислења, туку зборува за едно општо добро. Не дека ние психолозите не сме миролюбиви или не ја третираме хуманоста, арнова секогаш сме или по еден викнати некаде, или сме некој конзилиум кој што донесуваме мислење. Така што морам да ја представам на почеток, бидејќи рековме дека нема да чепкаме во нашите животи, ние сме тука кај што сме со склопено искуство и животно и професионално. Арнова овој подкаст е базиран за да секој некој што го гледа и ќе го гледа, му придонеси за негово благостање, што вика србите, или ние што викаме за бенефит или духовна храна, да му биде на еден начин. Така што со мене се Рената Димановска, која што е моја колешка, уште од 2012 заедно студиравме, се знаеме во многу аспекти, другари сме апла и сме соработувале во сите можни форми на живењето и на професионалното видување, и Марија, која што ми е драго што е тука со нас, Марија Ангелеска, значи битолско-прилепски тандем, што ретко се спојува. Во некој од претходните подкасти зборувавме за културната форма на споров што имаме битолско-прилепски. Да, од кога датира. А сега нема да зборуваме за тоа нешто, туку че зборуваме за менталното здравје, за како до подобар живот, за се она што ќе ни произлези, ќе опфатиме некои теми за љубовта, за партнерството, за поларностите и за се она што ќе ни произлези. Фала ви што сте тука, како психолози и како луѓе преше, кои што ги почитувам и кои што ги сакам. Живели со вода, за да направиме едно тројство, еден мировен пакт. Живели. Кој што, знаете, свето тројство, како што во Гешталдо се интроектите еготизмо и ретрофлексијата, така во религијата нели се Отецот, Синот и Светиот Дух, ама да не навлегувам во тие теми. Кажете ми за почеток нешто, веќе почнеме од тебе, Марија. Рената, ти земи си време. Во денешно секојдневие многу често почнавме да зборуваме за ментално здравје, особено за време на короната, можам да речам дека се популаризира, слободно побиме ако грешам, темата за ментално здравје. И стана и тренд да се зборува, дури негде мислам дека избегавме во тој дел, кај што се премногу се персонифицира, се предимензионализира. Така што од твоето искуство, што е тоа што е значење за да се има едно добро ментално здравје? Па, прво, многу ми е мило што вака млади луѓе нешто ново ведуваат во прилепскиот живот. И јас, ако сум од повозрасната генерација, се обидувам кога можам да ве следам. Многу интересни теми. И мило ми е што ја одбравте и оваа тема. Мило ми е што сум со колеги ве овде.
и што ќе разговараме баш за менталното здравје. Може би во последно време, аз како што гледам, често пати е окупирана тема и секој се зборува од свој аспект. Иако менталното здравје тоа е едно, како да кажам, дефиниција не би можела да кажам, не сум толку многу приврзаник по дефиниции, повеќе сум практичар. Меѓутоа, кога зборуваме за менталното здравје, свесноста се подигнува во однос на менталното здравје во последно време, особено во периодот пост-ковид криза, бидејќи тогаш бевме свртени повеќе сами кон себе и можеби ги гледаме нашите дисфункционалности кои што инаку во секојдневниот живот можеме да ги прикриеме со некои други наши активности. Што би било моја препорака, ајде за почеток за ментално здравје, прво е емоционалната писменост. Што значи тоа? Например, општо за народов да зборуваме, општо за народот, сите сме ние народ, меѓутоа општо кога зборуваме, тоа е идентификација на нашите емоции. Дали е тоа лутина, многу често, например, препознавање на нашите емоции, се зборува за фрустрација, за стрес и така натаму, кога тоа е различно од емоција, емоција е лутина, фрустрација е состојба и така натаму. Меѓутоа, кога ние можеме да ги препознаеме емоциите, тогаш можеме да знаеме што со нив, можеме да знаеме емпатично што со другиот, кога ја чувствува таа емпатија, кога ги идентификуваме сите тие наши емотивни состојби, многу полесно можеме да видиме како реагираме, што би можеле поинаку да направиме за ние да се чувствуваме подобро. Тоа вака во некои кратки црти, да не го земам многу просторот, меѓутоа многу ми е, како да кажам, важно да се зборува за таа емоционална писменост, почнувајќи од мали години, кога ние како родители ги учиме нашите деца во однос на таа емоционална писменост. И како да се носат со сите тие емоции, што е за нив функционално и не само за нив, туку и за другите околу нив. Така. Да, одлично го постави за почеток, после ќе имаме простор да се расплинеме, така да не го штеди времево. Од вам од позадина, од техничка екипа, Љупче и Јосифче ни даа знак кога да сечиме, тоа значи дека сме надминале 2 сати, само да не ве буни. Рената, Јас би се надоврзала баш на Марија тоа што го кажа, дека менталното здраве не е само отсуство на ментални нарушувања, туку напротив тоа е да имаме во секојдневие, се не можеме во секојдневие, меѓутоа на чувство на благосостојба и на среќа. И би кажала друго дека да, дефинитивно се согласувам дека од големо значење идентификација и препознавање на оние емоции што тлеат во нас, а не пикање под тепих, народски кажано, и ставање во позадина. Кога ќе ги препознаеме што со нив понатаму. Не само да станеме свесни, туку што понатаму. Океј, јас сум свесна како се чувствувам, меѓутоа што сега со тоа понатаму. Да, и многу е значајно од најмала возраст да разговараме со децата и нели да самите да дојдат во контакт со емоциите, да ги препознаат, па и да видиме начин на кој што можат да ги изразат. Одлично. Значи, по ова што ја слушам е некако идентификација, препознавање, прифаќање дека постоева кај мене, не отфрлање дека ова е нешто туѓо, нешто страно, со самото тоа настанува справувањето со емоциите или како, или она што викаме носење ние во нашиот жаргон. Бидејќи, например, многу често се случува да ги делиме емоциите во некои психолошки правци на негативни и позитивни. Кога ние сме свесни дека нема негативни и позитивни емоции, дека секоја емоција си врши своја функција. И на тој начин ние всушност се носиме понатаму во животот, врз основа на препознавање на таа емоција и за што нас не служи и како пофункционално би можеле да изреагираме во однос на сета таа емоција, тогаш многу полесно можеме да се носиме со сите тешкоти и сите премрежја што не ги носи животот. Не мора да значи дека и јас, ајде да не одам во негативна конотација, премрежја и тешкоти, туку се што носи животот со нас, многу оти се случува да сме бомбардирани. Мене тоа многу ми влијае, сега ќе почнем од мојот личен аспект.
Она кога читаме или не бомбардираат рекламите, биди најдобра верзија од себе, ти можеш најдобро што можеш повеќе и така натаму. И сето тоа предизвикува на некој начин ние никогаш да не сме доволни за себе си. Не сум доволно добар. Која е таа моја најдобра верзија? Може би тоа е моје нешто лично, меѓутоа мене лично тоа ме не знам како да кажам, неубаво ми звучи. Никако не можам да го прифатам, наместо дел од менталното здравје и свесноста сега и овде. Добро што направив јас сега и овде, како се чувствам, што можам другиот пат во слична ситуација да направам, имајќи го предвид ова денешново искуство. Значи, тоа е кога ние едноставно учиме од собственото искуство. Така. Да. Од точка на не мора целосно прифаќање, но од точка на некој благо задоволство, дека јас нити се трчам, она што викаме народски овде, многу често се употребува во прилепски жаргон, или по нешто недостижно, до моментов кај што, докај што сум сега е во ред, и од тоа место јас почнувам да се надоградувам во таа конотација? Зборува во конотација дека градиме некои перфекционистички нарцисоидни личности. Што значи тоа? Дека никогаш не сме задоволни со себе си и секогаш трчаме плюс уште нешто, не сме задоволни со тоа што сме го постигнале. И мислиме дека постои уште нешто, наместо да стопираме. Океј, тука сме, како дојдовме до овде, задоволството е патот, нели тоа е стара мудрост. Задоволството е патот додека одиме, да направиме една ретроспектива, кај сме сега ние. Да, и после тоа си определуваме нашата цел, што би сакале понатаму, а не јас можев и подобро. Јас можев и подобро, тоа е многу автодеструктивно. Никогаш нема критичар од нас да ни речи доволно добар си. Да, критичаров во нас, разговараме. Да, и тоа се прави на нереална слика со тие само позитивни очекувања, позитивни емоции, дека секогаш треба да сме дека секогаш треба се да можеме, дека ние секогаш се можеме. Тоа е една нереална слика и баш тука настанува, мислам, најголемиот проблем кај личноста и таа дисфункционалност, кога не прифаќаме дека во ред е дека во одреден период и не мора да сме не мора да сме најдобрата и најсејната верзија од себе. И дека е во ред да си дадеме период и кај што нема да сме во ред. Во смисла нема да функционираме максимално со сите своји потенцијали. Дека потребни ни е таков и дека тоа и тоа како лечебно е. Кога ќе си дозволиме да бидеме тажни и да си бидеме во тоа, во наводници би рекла не убавото, а во суштина е многу убаво. Кога ќе дозволиме тагата да помине низ нас. Тоа би дошло метафорички земено некако како не секогаш да пливаме во сладок, нема сладок океан, ама во солен топол океан или во солено убаво море, туку понекогаш да се кашкаме во тиња и во бара и во да прифатиме доколку е таква ситуацијата во даден момент, да прифатиме дека тоа е тоа што моментално сега се случува. И дека во ред е некогаш и да не сме најсејната верзија од себе. И не ни можеме да бидеме секогаш 100% сјајна верзија од себе. Тоа се на нереални очекувања. Мислам дека многу моментално со социјалните мрежи и со експонирањето на сето, колку е се прекрасно, колку сите се можеме и се треба да направиме и да постигнеме, дека се прави, баш се подкренува тоа незадоволство на индивидуален план. Да, тоа ми беше баш. Бидејќи не е реално тоа. Особено сега, например, веќе бидиме сведоци сите. Јас прилепски почнав. Кој јас така терам. Дури народски да се поговорки. Да, сега за новогодишните празници веќе почнува. Нели, мора да бидеме среќни, мора да бидеме задоволни, мора да бидеме насмеани и распеани и така натаму, што кај голем број на луѓе, ајде не сакам да генерализирам, меѓутоа тоа предизвикува како притисок, зошто јас не сум така среќен како што гледам на рекламиве. И автоматски тоа предизвикува некоја лична интроекција, нешто со мене не е во ред, а точно и заради тоа ние од нашиве предпоставувам ова искуства, знаеме дека па може да предизвика и некој, ајде да речеме,
не празнична депресија, меѓуто сезонска депресија и така натаму, нешто не сум сработила доволно во оваа година, сите се радосни, сите пеат, сите се задоволни и така натаму, не свеќајќи дека особено овој терор што го имаме во однос на, посебно вие младиве, на социјалните мрежи, кога од 1000 слики постирате една најдобра слика и таа е наша верзија. И автоматски тоа кај гледачот предизвикува, јас не сум доволно добар, види како живеат овие другиве, сите се добри, а всушност во позадина постојат многу наши несовршености. Да. Виртуелната реалност, Да. новата реалност. Да. За жал. Баш тоа што го истакнавте, дека сега повеќе учиме како да ги истакниме, како да ги зацкријаме недостатоците, наместо како правилно да ги истакниме насижите несовршености. Да. И тоа е таа нарцисоидна црта која што ни се провлекува и која што е многу значајна да ја гледаме и да ја живееме, ради што имам чувство дека се повеќе и повеќе се интензивира со само тоа што живееме едно селфи време, кое што селфи време не е она класично да се свртиме кон себе и само да погледнеме доволно добро во себе, туку да ја истакнеме најдобрата шминка од нас. Како тоа ти изгледа, Рената, тебе во како социјален феномен? Така. Тоа е тоа да бидеме социјално прифатени. Стравот може би од осудата и да се прикажеме во најдобро социјално можно светло, каде што сите ќе видат колку кај мене се е безпрекорно прекрасно. Меѓутоа, да, и тоа како е важно делот позадински што си го носиме со себе, го оставаме под тепих и тоа навистина сметам дека особено со овој наплив на социјалните медиуми, социјалните мрежи предизвикува голем проблем, особено кај помладата популација, па и би рекли воопшто дека предизвикува проблем. Тој е делот на преголемото експонирање само на позитивните аспекти од нас. Како што каже и Марија, од 20 слики се става баш онаа каде што е се прикажано во најдобро светло. Некако секојдневието само по себе не ни е совршено, не ни е идеално и за да бидеме свесни за сите делови дека секогаш се случува всушност. Едни од пораките на психологијата и на психолошката работа и на групните терапии особено е секогаш да човекот најде некоја идентификација во другиот. Во смисла дека еве и негова му се случува и не е толку лошо и јас можам да го поминам, ама од сегашен аспект. Не да аспект како возрасен која зборува дека не се секире, ќе биде добро од него мудрост, туку сега да ми оживе таа вознемиреност пред што има или некој животен тежок што го има. Да. Добро е тоа кога учиме од искуството на другите. Меѓутоа најчесто ние како човечки суштества учиме од сопственото искуство, да. И можеме да правиме некоја паралела во однос на тоа што му се случува на другиот и што нас ни се случува. Со цел да имаме некој објективен увид, ако сме способни за тоа да го направиме, бидејќи често пати се случува кога точно пак тие бомбардирања, нели, реклами и така натаму, ги идентификуваме само добрите моменти од нашиот живот. А тоа не е реалниот живот. Реалниот живот е една крива, каде што ние можеме да идентификуваме каде сме горе, каде сме долу и дека тоа не значи дека ние сме паднати долу, не можеме, туку да ги најдеме нашите внатрешни сили, его снагите, повторно како може да се покачиме горе. И не мора горе. Значи, добро е да се имаме ние на флуктуација. Се случува, например, кога луѓе доаѓаат и не се чувствуваат среќни. 24/7, кој се чувствува среќен? Колку е тоа реално, да бидеме константно среќни. Тоа не е реалниот живот. Работата е да идентификуваме што мене ме прави среќен, кога сум јас среќна, и да знаеме кога, например, ние не се чувствуваме несреќно, рамнодушно и така натаму. Да, тоа е, ако имаме ние една рамна линија и цело време сме среќни, тогаш не знаеме што е среќата. Да. Не знаеме другата крајност, другата крајност, да. И затоа е добро да имаме еден увид во сето тоа што ни се случува и како ние сето тоа го доживуваме.
Многу е важното. Ако имаме една рамна линија, тогаш нема живот, значи на ЕКГ на шо име. Така. Да. Најдобар пример. Одличен Да, пример. да. Одличен пример. Или имаше на споредба сега на Инстаграм, што многу често излегува, како рил овие кратки што се актуелни, едно топче метално се движи по рамна линија и едно топче осцилира, значи цело време се движи по таа нормална крива Марија што ја истакна баш. И топчето што се движи по кривава, стасува прво пред ова што се движи по рамна линија. Да. И плюс поминало различни предели. Знаеш, тоа е како јапонски воз што ќе помини искуство. Да, баш различно. Јапонски воз ќе помини за една минута 100 километри, да речеме. Пребрзо е, ама невозможно, ама ја хиперболизирам споредбава, а македонски воз за 100 минути ќе помини 100 километри и ти ќе имаш време да ја видиш цел пејсаж, цела природа во тој момент и едноставно да протечи токон. Ова за реклама може македонски железници. Да, баш. Всушност и тоа е поента да ние на некој начин се адаптираме со тоа што ги гледаме убавите страни и како луѓе и како психолози. Вклучително, нели, спомнавме баш преđe дека и подкастов е таква форма дека што сакаме ние да му пренесиме на гледачите, да му пренесиме на бавен тек на работите кој што е природен, бидејќи самата душа нема време во ниеден аспект не е диагностицирано време, така што ако ние имаме време да посветиме внимание на нешто што течи подолго од колку што сме навикнале, тоаш ја отвораме само димензионалноста на личноста, ја пренасочуваме од тоа што станавме сега, да бидеме многу молскавични, секавични, се да ни траи кратко, инстант кафе да имаме, инстант пици за 90 секунди да се прави пример, брзи решенија, до така да го напуштиме делов од тоа да живееме бавно, лаконски и со еден природен тек на работите. И во овде и сега. Да бидеме во моментот. Во однос на ова брзината на темпото на живење, може би пак ова интернетот и социјалниве мрежи некако ги измести работите во однос на сваќањето и на уживањето во задоволство. Ние едно задоволство имаме, трчаме по друго задоволство, заборавајќи го нашето искуство, лично искуство кое што сме го доживеале и веднаш трчаме последното. И многу често тоа предизвикува перфекционисти кои што никогаш не се задоволни со себе си, или пак не сакам да генерализирам, меѓутоа и нарцисоистички настроени личности кои што секогаш пак генерализирам, меѓутоа во најчест број на случаеви бараат потврда дека се доволно добри, тие се знаат, не можат да трпат конкуренција во наводници. Или сакаат да победат. Да, секогаш се во тимот на победниците, не се задоволни никогаш со тоа што е постигнато. И на тој начин, всушност, кај нас, како да произведуваме така некои егоистични, нарцисоистички индивидуи, кои што некако, не знам, во, што би рекол Јунг, во како да речам, несвесното, нашето несвесно генерацијски, баш и го немаме како македонци. Ние сме имале повеќе емпатично, сочувство, колективно несвесно, не им текнуваше. Колективно несвесно, да. Од Јунг. Или што македонецот, тоа го имаме македонците, северност, нели, и инфериорноста. Меѓутоа сега ова нешто малку туѓо ни е, ама на овој начин ти што го кажуваше на функционирање, на гледање на работите, како да не измести некако од местото. Може би тоа го носи ова денешно време. Потешко се снајдуваме во тие констелации. Да, ова е многу значајна тема и ако се сложеше на тоа, јас би ја продолжил целосно, ради што некако мој впечаток е дека ние ја зацкриваме
таа инфериорност на личноста. Обично за нарцисоидите Да. за нарцисите по теорија се вели дека Да. длабоко во себе има една несигурна слика за себе, Дефинитивно. Да. која што на секој можен начин гледа да ја избегна преку јаката страна или супериорноста која што ќе истекне, и затоа многу често дури во екраниве, сигурно и вие гледате константно, дека заприметуваме истакнување само на јаките страни на човекот, да. и на тој што се само презентира вака отворено, што сите добро е што веќе ни се створи некој аларм дека ова е лажно. Така. Ама како да ја третираме најблаго можно нарцисоидноста во живењето? Па би рекла дека од круцијално значење е дефинитивно ние да бидеме свесни за сопствените потреби, желби и да се свртиме кон себе. Меѓутоа, не би го исклучила никогаш фактот дека ние во суштина длабоко сме социјални битија и дека навистина нас во коренски ни е важна, значајна, уште од најраното детство, таа социјална интеракција. Така да и колку да би биле свртени кон себе, неминовни ни се, пак и кога сме свртени кон себе за, тоа што го кажуваш, кога ги прикажуваме најдобрите страни, за кого го правиме тоа? Пак правиме за да импресионираме некако. Пак тука седи позадината на социјална интеракција. Меѓутоа во друг аспект. Не би ја рекла социјална интеракција, можеби социјална средина. Сакам да кажам дека од клучно значење според мене да се навратиме, лично мене ми недостига таа социјална интеракција. Бидејќи се сведува се побрзо, се сведува на технологија, на социјални мрежи и слично, мислам дека клучот лежи во социјалната интеракција помеѓу нас како луѓе. Тоа е што ние како група или како не би зборувал како цела социјала, си ги диктираме сами правилата, А не си ги ги одредуваме реализираме. во смисла? Како извини? Ние како група, како социјала си ги договараме правилата и заради тоа не оставаме никој да се преистакни или пак да си ги прилепува сам на себе работите. Дали со тоа ја сузбиваме нарцисоидност, ако викаш социјалност наспроти, значи социјална интеракција наспроти нарцисоидност. Па не би рекла дека на тој начин не сузбиваме, меѓутоа кажувам дека тоа е многу значајно покрај тоа константно да бидеме свртени кон себе и само целото внимание да е посветено само на нас како единки, да се прикажеме во најдобро светло, сметам дека многу позначајно би било доколку покрај самите себе и нашите потреби се свртеме нели оно што кон околината, што се случува околу нас, таа социјална интеракција. Јас би додала само дека кога зборуваме, сега не знам како зборуваме, како нарцисоидност како некоја карактерна црта или Така. како патолошка. Ако одиме во патолошка, мислам Патолошка дека не тоа би може. во Да. некоја екстремат, Да. само Да. како црта на личност Како која црта, што аха. сега се изразува. Изразува, да. Бидејќи тука мислам дека најмногу егоцентричноста и задоволување на своите потреби и неможност да имаме емпатија и сочувство кон другиот, туку едноставно идентификација само на своите потреби, како јас да ги задоволам моите потреби, а при тоа да се назначам дека јас сум најдобар и во она што го работам, немање способност да сочувство и емпатија кон другиот. Да, тоа е главното според мене. И сега како ние би превенирале во однос на тоа, повторно и преку емпатијата може да се превенира и да се учи преку идентификација на емоциите, како јас се чувствам сега, значи и тој карши мене се чувства во овие моменти така. Што значи емпатија? Јас да можам да му помогнам, не само да ги идентификувам неговите чувства, туку и да му помогнам за основа на моето искуство. А сочувството е тоа кога малку се граничи со жалување. И затоа прифаќање и себе прифаќање е многу битно и афективното поврзување кој што ние го имаме како човечки суштества, особено афективното поврзување во најрана возраст. Да. И мислам дека јас сега колку што имам читано, ајде да во однос на нарцисоидноста. Луѓето кои што понатаму покажуваат некои промени во нивното однесување,
имаат некои проблеми со поврзаноста и со искажување на емоциите и емпатичноста. Да. Може би избегнувачко врзување би било тука. Да. Како нешто по емоционалните потреби не биле слушнати на детето и биле ставени и најчесто неважни, па детето научило да стави маската за да или пак премногу за заштитнички семејства, да, кои што секогаш му дозволуваат работите да ги вршат, работите од своето дете да ги извршуваат тие, а детето себе си се препознава како некој многу важен, кој што сите треба да го видат, нели? И нема вештини стекнато во текот на животот како сето тоа да го направи. И така да тука е некаде поврзано, значи кога велиме за превенција во однос на ова нарцисоистичко, тоа беше прашањето, така, однесување, мислам дека во старт би требало како и се друго со семејството. Да. Значи корените се пак таму. Секогаш се корените во семејството. Но е значајно што го гледаме како настанува тоа нешто, затоа чепкаме да речем малку и поназад. Од местото каде што не гледате, почнува приказната за една од првите пицерии во Прилеп која што трае подолго од 3 децении. Пицата во таверна е приказна која трае подолго од годината во која што сте ја пробале. Ради што не знам конкретно со за Шварценегер го гледав документарецов и сега го гледам колку тој си прилепува се и дека што старт верувал за толку возвишена слика за него, дека ќе стане мистер Олимпија, па не знам што. И во некој дел се гледа и отсуството на емоции. Сега се прашував од каде се тоа, додека не ја покажа мајка му после, која што се гледа дека воопшто никаква емоција кон него нема, дури имаше искази кај што кон него зборува како за некој кој што го третирала само кон успех. Не со топлина, не со љубов, и тоа што го назначи Марија дека раното врзување, особено тие релации мајка со дете го одредува таа црта да издоминира. Односно нашата респонзивност во однос на потребите на детето. Многу битно нешто. Ова нашиот одговор. Да биде појасно, да. Зошто? Како родители сите си тргнуваме од себе. Од нашите потреби, што ние сме ги имале некогаш во тие години и сега ги чувствуваме, најчесто си ги носиме и ги вадиме за време на некој тригер ситуација, активирачки настане. И кога тргнуваме од себе, некогаш забораваме потребите од детето, туку едноставно ги пренасочуваме нашите потреби на нашите деца. И тогаш имаме незадоволни деца, тогаш имаме нешто што не е негово, тоа е наше. Да одговорам јас на повиков пред на детево да му е задоволам потребава, или да ја вратам јас на другаркава пред да му обезведам нешто на детево. Да, и тоа, или, например, мојата потреба, не знам, да бидам добар студент, добар ученик и така натаму, и да ја наметнувам, не отие лошо, да ја наметнувам на моето дете, што јас искрено и тоа го правам. Веќе кога сме тука, да. Може би не е тоа негова потреба. Може би неговата потреба е спортски активности и така натаму, меѓутоа јас ги задоволам некои мои потреби, мислејќи дека него ќе му требаат во животот, меѓутоа, што ако тоа не се негови потреби? Така. Да. Наметнати потреби. Значи не сум го изслушал. Така. Да. Да. И тоа активно слушање, например, еве сега јас ве слушам двајцата и стварно сум призадоволна млади луѓе како размислуваат, да, и колку вие можете во себе сте вложувале бравос. И активното слушање ние го забораваме. Што значи тоа? Дека додека ти зборуваш, дали јас се припремам за мојот одговор или тебе те изслушувам. И ги гледам твоите гримаси и body language
колку тебе ти е битно тоа што го кажуваш, или јас се спремам, аха, сега ме праша за нарцизам, сега што ќе рече. И автоматски тоа предизвикува како да немаме ние диалог. Да, да. Флуид. Дефинитивно. Да. Добро. На некој да му посакаш убав ден ти треба 3 збора и култура. А за со некој да имаш убав ден, ти треба кафе, чаршиско место и пријател. Ако го имаш последното, во Оникс има убав прилепски ден за тебе. Во однос на овој дел, тука е значајна емоционалната регулација, што спомнавме на почетокот, кај некако тргнавме за возрастните, ама ги се преплетивме и низ децата. Рената, само кажи ми во однос на твоето искуство, како тебе ти изгледа насочувањето и сослушувањето? Па баш убаво Марија го донесе тоа да активно слушање на тоа, да бидеме свесни дали ние нешто наметнуваме кај нашето дете или па сме дали е тоа негова вистинска исконска потреба или тоа е можеби нешто мое што јас си го носам од мои некои неразрешени релации претходно, можеби од моето емоционално врзување со моите родители и слично, па сега сето тоа што јас не сум го задоволила го пренесувам на детето. Баш активното слушање и препознавање не по секоја цена да се форсира детето да прави нешто затоа што ние сметаме дека така треба да изгледа, не знам, да биде спортист или да биде, не знам, математичар или слично, туку да видиме што е неговата исконска потреба. Океј, ако неговата потреба е да биде спортист, тогаш во ред да му дадеме шанса да го изгради и неговиот пат, а не ние да го градиме нашиот пат преку него. Да. Бидејќи не би така би изградиле дете кое што нема да е задоволно само од себе, туку ќе биде послушно дете што ќе ги задоволува потребите на родителот. Да. И цела слика ќе биде само да се задоволи родителот. Аха. Колку е тоа јас ќе бидам среќен ако мама е среќна. Да, а Марија тука ја спомна и емпатијата како граница, како разграниченост во делов на дека некогаш сожалувањето и емпатијата ги мешаме. Како гледаш во однос на тој дел? Која е здрава емпатија? Тоа е многу значајно да го истакнеме. Така. Се почесто се зборува за емпатија, а некогаш по таа емпатија оди во друга екстрема, кај што оди до класично сожалување или до претерано жалење кон се... Така, да, тука, да, тоа е улогата на жртва која ќе се навлези веќе, така. Мислам дека здравата емпатија би била до степен да те разберам, да видам ни што врвиш, меѓутоа не да премини во делот на да ти ја поддржувам улогата на жртва, дека за тебе нема надеж, нема спас, леле, што ти се случи, туку да видам поддршка тука за тебе во овој даден момент. Меѓутоа да те поддржам баш да се потприш на своите потенцијали и капацитети, да го надминеш предизвикот. А не да те сожалам пуште повеќе, да те дотурнам можеби во улогата на на вистина ништо не. Да, те поддржувам. Ама арно јас што не сум така. Ама арно арно јас што не сум на тоа место. Да. На тој аспект јас погледам. Така. Да се стави во туги чевли, без при тоа да ги носиме цело време тугите чевли, што може да не стегаат, да не направат плускавци и се тоа. Да можем да се разбереме. Да. Разбирањето како форма, како се препознаа, знаеш, ради што мислам дека ние убаво да истакнеме таа сензитивност према разбирањето и тука има некоја веројатно и заблуда и лажно разбирање, има некој па и претерано разбирање без кое што нема па отпор и агресија која што на еден начин не е стимулативна на спротестување. Разбирањето во однос на другиот, тоа е кога едноставно почнуваме со активното слушање и се ставаме во добар слушател и сваќање во однос на тоа ни што поминува другата личност. И не давање готови решенија, бидејќи јас ако дадам готови решенија, тоа е од моето искуство како Марија, дуку со слушувањето и едноставно водењето кон тоа како другата личност себе си се гледа, како се разбира, само поттикнување и мотивација и канализирање кон функционален начин на однесување и на себе прифаќање. Ретко кој зборува за себе прифаќањето, иако во последно време особено
новиот бран од когнитивно-бихевиор психотерапија најмногу е концентриран на тоа, на себе прифаќањето. Што значи тоа? Тоа значи дека јас во секој момент сум правела најдобро што сум знаела до тој момент. И тоа е себе разбирање. Меѓутоа, кога ќе се поставам јас од Марија на 50 години, со Марија на 40 години, не е фер кон таа на 40 години да ја критикувам, бидејќи овие 10 години ги немала како искуство. Тоа е себе прифаќање. Значи, јас да знам да се прифатам себе си, кога се прифаќам себе си, тоаш гледам што можам поинаку да направам во однос на моето функционирање сега и овде, за после да биде пофункционално во иднината. Наместо екзистенцијалистите што велат постојано да ја критикуваме минатото или пак разубавување на минатото е бегање од живење во сега и овде. А кај депресијата го имаме точно тоа. Порано јас ова правев, она правев и така натам, кога во сега и овде не може да ја види таа своја црта на функционалност. Да. Трагање кон функционалност, ради што сите длабоко во нас веројатно го имаме, неверојатно туку сигурно го имаме оној критички родител кој што цело време не вика не вака, не така или да беше вака, да беше така. Значи ова некако мене ми звучи како да го напуштиме она да бев јас пред 20 години со овај мозок. Да. Баш тоа е. Да. И тоа е разбирањето кога сваќам јас, чекај сега, значи во секој момент јас ги вложувам кога треба нешто да изберам. Ги вложувам сите снаги за да го изберам најдобриот избор. За мене во овој момент. Меѓутоа, ако јас овие 10 години искуство сум ги немала претходно, сигурно сум избрала нешто друго. Ама тој избор ме донесол денеска овде. Значи, секој избор не носи некоја точка, следна точка. Нема погрешен избор. Јас си зборувам. Ако супер, баш убаво е ова. Многу е интересно изборот. Изборот и критикувањето што често знаеме да го направиме на помладите ние. А не се вклучува делот колку сме имале свесност и тие биле нашите капацитети и можности. Да сме знаеле поинаку, сигурно би направиле поинаку. Во тој даден момент сме направиле се што сме знаеле и како што најдобро сме умеле да го направиме со таа свесност и тие капацитети. Баш убава насока донесе. Заради тоа што најмногу ние трошиме кога сме амбивалентни, неодлучни во изборот. Порано, например, мое време, Левис 500 кец фармерки, Адидас патики и сега ќе одбираш црвени или плави или бели и така натаму и толку беше избор. Помал избор, побрзо решение. Побрзо решение, имаш повеќе слободно време. Да. А сега ние овде доаѓаме и ајде да речеме, еве, да не одиме за фармерки, а и за фармерки. Па дали плави, дали црни, дали сиви, па ајде ја одбираш боја, па после тоа дали траперки или прави, дали со висок струк, дали со нисок, дали скинати, дали и така натаму и после на крајот едноставно таа конфузија те доведува не сум способен да одлучам ни за фармерки. Или, например, кафе. Се знаеше. Ние се зафркаваме. 3 кафиња беа. Кои беа тие 3 кафиња? Горко, средно и со шејкер. А сега вие, например, па макијато, еспресо, па топло, па ладно, па со шлак, па не знам, па без кофеинско, па со млеко. Значи, дури сето тоа представува малку вознемиреност колку јас ќе донесам правилен избор. Притисок додатен. Притисок, на човекот. И затоа е многу важно едноставно да го земиме тоа. Значи, избрав вода и си ја пијам водата. Може би водава ќе ме донеси до некој друг избор. Можам и жестоко да се напијам, доста ми е вода. Ама си го прифаќам тој избор. Си стом за тоа што и чекам да го isprocesирам па да видам до која точка ќе ме однеси. Го сумираше Марија. Всушност, сега се истакнува многу често и амбивалентноста во родителувањето, што е била запоставена
во нашава професија во психологија, односно кога родители насочуваат дете исто, едниот нема поларности кај родителите, знаеш? И едниот родител вика па добро може, и другиот вика па добро може со иста интонација. И едниот родител вика ајде да одиме, и другиот вика ајде да одиме. Нема тегнење. Нема тегнење за да детето може да направи сам свесен избор. Има два начини на будење. Едниот е да се будиш со силна желба да оживееш радосно денот, а другиот е да се будиш со желба да се вратиш што побрзо во кревет. И за двата помагаат New Age со нивниот асортиман на производи. Кога сме кај изборов, што би надополнила во однос на тој дел? Знаеш, Радишува, мене ми е цело време некако како ново огниште, нов бунар, кобе постарио не плукај, и тоа е можда најточна фраза или поговорка, за да ние едноставно нити па го затрупаме стариот бунар, а прито да можеме да копаме нови избори од кај што има нова проточна вода. Да, мислам, Марија, баш убаво тој дел кога донесе со колку е значајно тоа што сме го поминале, тоа што сето го сме го поминале, тој стариот бунар го направил овој новиот. Да не бил тој стариот, претпоставувам нема да бил ни ова што е сега тука. И да, убаво е да си копаме назад и да бараме можеби некои нефункционални начини што сме ги имале на функционирање, на однесување и слични во рете, да работиме на себе и на сите аспекти кои што нели стануваме свесни дека не кочат и во сегашното функционирање, меѓутоа и тоа како е значајно тоа што некогаш сме биле. Да го прифатиме како такво и да простиме на некој начин. Јас би рекла на тоа дете дека направило толку, или дете или адолесцент, што и да е, или во фаза на зрелост, како и да е, да простиме дека тој човек во тој период направил оноку колку што може и колку што знае. Тоа би го сумирала јас. Колку човекот може? Толку да, колку може. Тоа е зборуваме за потенцијали, колку човекот може. Точно тоа е, мислам дека на почетокот што почнавме. Јас можам повеќе. Да. Секоја ситуација, јас мислам дека си е засебна ситуација. Да. И врз основа на тоа имаме ние различни потенцијали. И сега секоја индивидуа може за различни нешта во различен степен. Работата е ние да идентификуваме што сакаме. И да работиме на тоа што, еве, например, овде имаме нели сниматели и за звук, тонци, се што, така. Да. Идентификувале дека тоа нив му одговара. И понатаму си го надградуваат тоа. Докаде можеме? Ние не знаеме. Битно е дека тие сега се задоволни докаде ова и вака како изгледа. Може би по 10 години, кога ќе го прегледа, ќе речи, леле, гледај што сме работеле, да. Меѓутоа, такви биле потенцијалите, такви биле моите можности и тоа е прифаќање на сега и овде. Или, например, еве зад тебе го гледам Крис Реја. Порано лонгплејките беа престиж. Да, па после нели касетите, па цедиња и така натаму, и сега дојдовме до дигитализирана верзија на се и се што. И така да тоа е кога го прифаќаме она што можеме сега и овде. Врз основа на нашето искуство. Тоа не се нашите грешки, ти како што кажа Рената. Не се тоа наши некои грешки, така сме знаеле, така правевме, тоа е себе прифаќање на сето тоа што ни се случувало. И да знаеме дека тоа се нашите животни лекции. Врз основа на тие животни лекции од минатото, јас ако го прифатам дека тоа е мојата животна лекција, си ги донесам сега и овде. И знам како пред 10 години сум реагирала, како можам сега во оваа ситуација да изреагирам, тогаш полека моите можности и потенцијали си ги разработувам. Што не мора да значи дека во секоја ситуација јас напредувам. Многу е важно тоа. Ако јас сега напредувам, например, на професионален план, може би малку сум закажана како родител или како сопруга. Или пак се случувало како во однос на социјализацијата, друштвото да ми замери и така натаму. Не можам јас цело време да водам
нивелација во однос на сите односи подеднакво да бидам јас продуктивна. И тогаш едноставно се опуштам. Тоа можам, тоа го правам без разлика со што многу често се случува ние да правиме некои напори кои што тогаш доаѓа до прегорување или burnout синдром. Да. И тогаш самите ние автодеструктивно настапуваме кон себе, да. И кажуваме не сме доволно добри во ништо, нас никој не разбира и така натаму и одиме во другата крајност. Да. Кога не се задоволени нашите базични потреби, првични, кога целиме само околу нешто, како што Марија кажа, да стигнам, да постигнем и тука и овде и секле да постигнем, меѓутоа што е со мене. Тука се идеме во другата крајност, кога тотално ќе запоставиме и најбазични потреби од сон, од одмор, од можеби некоја привремена изолација, нели? И тука тој доаѓа, нели, делот на burnout синдром, каде што навистина се прегоруваме. И потребно е малку тука па да се вратиме кон себе, или па можеби и кон социјална интеракција и слично, да не е само професионална сфера и слично, зависи во кој аспект зборуваме. Да. Да. Инстаграм звезди и мотивациони говорници денес го учат човекот како се живее здраво, но ретко тоа го прават градски продавници со она што им го нудат на своите купци. Моје пазарче го прави тоа во многу здрави бои. Во однос на овој дел, некако многу го отворивме, па од друга страна и burnout, кој што е модерно прегорување на капацитети, обично се употребуваше во работен сетинг. Да. Сега дури и DSM-5 влегува како нарушување. Како да го идентификуваме тој дел на прегорување, дека до тука и ми е доста? Многу тешко. Многу тешко. Особено за себе кој ќе се работи, за друг полесно можеш да идентификуваш. Можеби кога ќе го видиме делот на тоа незадоволство, кога гледаме дека се не иритира, гледаме дека сме посензитивни станати од што претходно сме биле, па не знам, некако длабоко во себе чувствуваме некоја празнина, некоја неволност. Јас најмногу би го рекла, тргнувајќи од себе, како некоја иритација. Некоја преголема сензитивност на секоја дразба надворешна. Ме разбираш, и тука сваќам дека чекај малку, каде се наоѓа моментално, што се случува со мене. Кога и најмала дразба предизвикува кај мене бурна реакција, баш. Тоа така јас би рекла, тргнувајќи за себе. И кој е добро прибежиште во тој момент? Па види, тука е за секој индивидуално. На некој добро прибрежиште да се тргни, да прочита добра книга, да се изолира за даден период, да си даде оддишка. На некој би му било прибежиште, не знам, можеби да се вклучи во социјална интеракција. Зависи, кај секој ден, нели би рекла дека тоа е различно. Меѓутоа најважно е да се следи човекот што него му е потребно, што е неговото исконско внатрешно, што мене ме полни со енергија. Ако ме полни додам на театар и да изгледам оваа представа, додам тоа да го направам. Ако ме полни ми е потребно да се повлечам неколку дена и да си посветам време на мене, на семејството и слично, тој дел да го направам. Да се вратиме на она што ни недостига. Она што сме го занемариле. И сон, и сон, да, па и најбазичните потреби, сон, храна, најбазичните потреби. Можеби ова еден вид и тортура што ја имаме, нели, повторно јас ќе кажам во однос на медиумите кои што ни се наметнува да бидеме добри родители, добри сопружници, добри другари, се добро. Добри на работа, не знам, добри за општеството, алтруистички настроени и така натаму, и сето тоа е многу голем притисок, особено па ако немаш поставено добри лични граници, флексибилни граници, докаде можам јас, докаде е моето контрола над што можам да имам, и тоа е многу интересен агол на гледање на работите, кога не можеме да поставиме флексибилни граници во однос на другите и на побарувањата на другите, и секогаш сме во интерес на задоволување на потребите на другите, запоставувајќи се себе си. И затоа мислам дека најчесто се случува точно тоа прегорување, кога ние трчаме од едно на друго место,
не идентификувајќи си ги своите потреби, како што кажа, а дури ни базичните потреби, потребата за сон, потребата за квалитетна храна, за квалитетно пријателство, немаме време, имам работа, не можам да излезам, личности за поддршка, не се консултираме во однос на тоа кој може или некој да ни помогне во даденава ситуација, бидејќи ние не идентификуваме дека сме прегореле. Едноставно не тера животот. Сме во губање. Во губање, баш. Да, и врти рокастот, нели, горе-долу, горе-долу. И временски рокови многу често имаме на работа, така да запоставени се многу елементи од нашиот живот за сметка на нешто кое што за сметка на нашето ментално и физичко здравје. Да. И не го спомнавме тоа, мислам дека е многу важно да се спомне да си имаме личности за поддршка. Да. Да, на кого што можеме барем и можат да ни кажат крени кочница. Баш, крени кочница, да. Стопире, нешто некаде мораш да кажеш не, мораш. Ништо не мораш, меѓутоа пожелно е во дадени моменти да знаеме кога да кажеме не. И тоа е ослободително дека не можеме по цело време сме свесни за себе. Да. Дека некогаш дел од колаборацијата, од соработката е и некој друг да дозволиме или да оставиме простор да некој друг да се грижи за нас. За нас, да. И да некој друг па и не запре ако не многу за акаме. Да дозволиме да побараме помош и да се дозволиме да бараме помош, да. Дека и нас сега потребна ни е помош и поддршка во даден момент. И тоа нас тргнува некако. Па да, од нас тргнува, не мора секогаш да бидеме се да можеме и се да знаеме, се да умееме и да сме нај. Во ред е некогаш и да не можеме и да не знаеме и едноставно да побараме и ние поддршка во овој даден период, пример. Кога ни е потребно. Да. Интересно е тоа барањето помош го идентификуваме како слабост. Да. А тоа не е слабост, тоа е искуство кое што кажам, па зошто јас ова, например, да го преместам? Кога можам Никола да го викнам. Да. Премести го, некој да ја заврши некоја работа за мене, а во меѓувреме јас да ги задоволам некои мои потреби. А тогаш имаме и социјална интеракција. Јас на некого му сум потребна и тој мене ми е потребен. Или некако постојано тераме со глата в зид, туркаме, храбри, мораме, ние можеме, ние знаеме, наместо јасно и гласно да речеме не, ми треба помош твоја. Па да, тука е тоа со поларитетите и тука кога имаме фиксација во поларитетот на силна жена, силен маж, јас се можам, каде е другиот дел? Каде е другата страна, поларноста на мене, јас не можам. Мене не сум силна, јас сум слаба периодов и тоа е во ред. И тука е таа убаво Марија го донесе тој дел дека навистина барањето на помош често се сваќа, често знае да е интерпретирано како слабост. Како јас морам се да можам. Јас не сум слаба, јас сум силна личност, не ми треба мене помош. Меѓутоа, нели ние сме личности кои што сме и слаби, и силни, и не знам, и брзи, и бавни, како и да е, сме составени од два дела кои што тие кои се интегрирани ја прават целосна целината ја прават. Баш ја прават личноста како цела, двата туѓени делови да ја направат целината. Тие се два аспекти од нас. Да. И сега кога ќе се фиксираме само за едниот аспект наш, тогаш настанува дисфункционалност. Баш. Кога ќе се фокусираме баш на едниот аспект. Без разлика на некој што е во функција. Во даден период е во функција. Меѓутоа ситуациите се менуваат и можеби во друга ситуација тој да не е повеќе нас во функција. Што правиме кадове другиот сега во оваа ситуација потребна е наша адаптибилност, флексибилност. За да можеме да ги интегрираме овие два делови како наши. Тие се два дела наши и да умееме, нели да како да кажем како да шалтаме низ нив на еден начин, би рекла. Во дадена ситуација ја користам оваа страна, во друга ситуација можеби другата се дозволува во тој аспект. Одлично. Секој град има свој дух и места во кои што го чува духот. Проверете го во Калинка, таму можете да го слушнете прилеп што ви кажува за себе. Некако да играме со поларитетите кои што ги имаме, баш убаво го објасни овој дел,
од аспект дека сите сме јинг и јанг и дека во сите религии концепти на живење ги има тие поларности и така. после Јунг ги разработил како анима и анимус, дека во секој маж има одредено нешто што е женско и во секоја жена има одредено нешто што е машко во самата личност, без разлика како да го поделиш, дали на ниво на грижа, кај мажот претерана грижа, одредена анимост. И во овој дел, во делов на поларност, мене ме интересира како ние да се држиме до централниот дел, а прито да не останеме ограничени само во рамките на централизирање на личноста. Не, јас не одам ни лево, не одам ни десно, се држам тука на средина. И тоа е таа амбивалентност. Каде што ние сме комплетно незадоволни, бидејќи развојот и прогресот е во движењето. Ако останеме на едно место, тогаш ние не можеме ништо друго да видиме. Стоиме тука ни е познато комфорот. Не знаејќи дека секој развој е надвор од од комфорната зона. Да, во почетокот ќе ни биде дали лево или десно ќе појдеме малку неугодно, меѓутоа полека го припремаме нашиот организам, себе си се припремаме, се адаптираме и не сваќаме дека сме ја прошириле комфорната зона, сега и тоа ни станало комфортно. До одреден момент, додека повторно пак не побараме некој личен развој и личен раст. Кога сакаме нешто ново да увидиме, ново увидуваме како ние би реагирале во следни ситуации, кога повторно би излегле од комфорната зона. Секој развој е надвор на комфорната зона. Може би има граница меѓу комфорот и меѓутоа добро е да знаеме дека кога имаме некоја стрес ситуација, некое не знам како да кажам, наше незадоволство или идентификација не сум добро, јас повторно можам да се вратам. Таму каде што сум имала поддршка, каде што сум се доживувала во ред, да си ги наполнам моите батерии и повторно да одам понатаму. А не да застанам на едно место и да чекам и после тоа да обвинуваме, да беше некои надворешни фактори врз кои што ние немаме контрола. А најчесто на надворешните фактори и немаме контрола. Да. Тоа е една од најважните компоненти и изреки во когнитивно behavior психотерапијата, вели не е ситуацијата таква како што е како ситуација, туку како ние ја доживуваме, врз основа на нашето искуство. Всушност, и кога би се повикали на развојните концепти, дека во надминување на било која развојна фаза, или што викаме народски, кој има развоен скок, детето мора да доживее некоја криза. Сега таа криза не е секој страшна или не е фатална, фала му на Бога, но ама таа е криза која што мора да се пробија некоја мембрана за да се влези во друг меѓупростор, на што назначи Марија, во ширење на таа комфортна зона и да биде поголема. И дека секогаш безбедноста е таа дека може да се врати на претходниот развоен стадиум и од тоа место да направи следниот пат малку поголем чекор. И често пати во животниот циклус ние ќе имаме регресија, враќање, па повторно развој. Ама тоа е животот. Животот не е само на угорница. Да. Така бидејќи ако би биле, како што кажа Марија, во една точка само да стагнираме, тука тоа што каже доаѓа нашата, што правиме, проектираме. Сите наши неисполнати страни, се она што не сме задоволни од себе, го проектираме надвор и се некој нешто ни е друг виновен, се не дали околностите се виновни, дали други лица се виновни и слично, не превземајќи одговорност за што ние можеме да направиме во оваа ситуација. И каде сме ние, дали ние правиме чекор, дали превземаме некаква акција. Во дадениот момент. А дали тука, кога би ги преплетил овие две теми, поларностиве, со она што спомнавме на почеток со социјалнава изложеност или со социјалниот медиум, дека претходниве генерации, да речеме, многу малку се експонирале и биле цело време во некоја стега.
од аспект на немој да јавно да окажуваш кој ти убо, немој да пееш пред сите, тоа што Многу добро не е на добро. Да, многу арно не е нарно. Не е нарно. Да. Дали заради тоа се препа се ова друга компензација, уствари, односно друга екстрема, кај што влегуваме во изложеност. Дека се јас можам да постирам на Инстаграм, дека можам да бидам инфлуенсер или влогер, па да се снимам 24/7 и да се прикажувам. Ради што на претходно, речеме, некој мој дедо или некоја моја баба и било забрането да таја било што дури да запее, ради што на девојче не му доликува да запее, или на машко не му доликува да пее, ради што нема би сериозен према фамилијата. Добро, ова се мои размислувања. Ја мислам дека можеби тие традиционални вредности порано имало повеќе некои ригидни ставови и општествени норми кои што ригидно се следеле и ние сме немале многу интеракција со другиот свет. Не сме имале можност да ги увидиме како другите функционираат, евентуално некој печалба ако поиди надвор па ни пренеси или така натаму. Меѓутоа во денешниот свет секој може се и се што безкритички да изнеси било какви работи и тука мислам дека критичкиот однос, сопствениот критички однос во однос на што би можело да предизвика ова јас што ќе го кажам. Кои би биле последиците? Да. Повторно емпатијата, како другите дали би повредил некој со овие мои зборови. Како да има потреба луѓето баш уште посилно да се изложуваат со некои поекстремни изразувања. Како, например, она што беше во како се викаше, го забораев сега, пред 5-6 години во нордиски земји, кога во еден камп отепа неколку, не знам колку дечиња. Во камп или што беше на острово? На острово, да. Нели со нацистичка филозофија. Како тој доби, како тој доби, например, популарност низ цел свет, тие што имаат некоја нацистичка филозофија што ги подкрева. Ова кога немаме ние некоја забрана, карактеристична забрана, како да ни се ослободуваат сите наши не сакам да речам, меѓутоа духови и имаме многу негативни работи, особено па на менталното здравје на младиот човек, кој што се уште нема некој искуство и каде што нема способност да прави диференцијација во однос на тоа што е добро, што не е добро, туку бројност на гледање и некои други, популарност, перформанси му се важни. Да. И тоа ми е многу интересно како екстремите предизвикуваат реакција на другото население и како ние си ги прифаќаме тие работи, окей, меѓутоа не е добро во однос на некое општо ментално здравје. Или, например, еве сега случајот, ајде да не го со малата тинејџерка од Скопје. Имаше неколку издвоени коментари и јас си велам во кое општество ние живееме. Кај што се повикуваме да кажеме нешто што не е во наши рамки. Да. Значи, не ги познаваме луѓето, а судиме. И најчесто тоа се проекција кога ќе видите. Дефинитивно. Ја не можам да судам нешто и да зборувам за нешто што не сум го доживеала. Можам да зборувам за нешто што сум го доживеала и од моето лично искуство. Да. И кога ќе прочитаме некои такви работи, стварно вака да се запрашаме што се случува со нас. Дали изместија некои вредности короната, самата, не знам, оттуѓеност. Или па можеби социјалните медиуми дозволуваат сега повеќе луѓето
да имат место каде што ќе можат баш се да си кажат без да претрпат некои големи последици. Да. Бидејќи порано немаја можност каде да го изјават. Океј, имаја, не дека немаја, можеше во кафана или некаде надвор на работно место и слично, меѓутоа сега е многу полесно. Зад тастатура немаш никаква одговорност, така можеш и со некој друг идентитет да ставиш друга слика, различна и можеш баш буквално кој што каже Марија, баш што сакаш да пишуваш. И мислам тука ги поттикнува луѓето да се запрашаме што ние со кого живееме. Значи кога ќе прочиташ некои коментари, на вистина да се запрашаш со кого живееш. Во аспект на како може да се суди во такви ситуации, дадени каде што во критични ситуации. И колку е јавно и колку не мислиме. Кафана е кафана, затворен простор, тука останува. А ова е јавно. Ова е јавно и не знаеме кој може да го прочита и да го повреди. И колку е поекстремно, толку е социјално проширено, го шеруваат и така натаму. Можеби врз основа на некоја шега или не знам од некој друг аспект, меѓутоа луѓето го гледаат сето тоа. Да. И влијаеме на јавната свест, посебно на младата популација. Дефинитивно, да. Да, така да убав пример сме ние кои што се држиме до нашата етичност, ради што етичноста не треба да се гледа само во професијата според мене, туку и во личноста која што има некоја доблесност до каде да оди. Сите може да се расфрламе со зборови, да се разиграме со предпоставки, да се разиграме и со толкувања. Зошто? Веројатно само заради да си дајме објаснување сами на себе, дека постои тој дел за од мене да проникне вистината, ради што сите не го трагаме по таа вистина и сакаме ние да бидеме тие гласно ширачи на вистината. Арно, по друга страна, не гледаме штетата која што можеме да нанесиме на внатрешниот психолошки живот, не само на јавниот психолошки живот. Така. Не знаеме кој може да го прочита и како би го допрел некој наш таков екстремен коментар. И како ќе го исперцепира тоа, значи секако особено на најмладата популација која што најмногу, нели, сите седиме на интернет, меѓутоа особено тоа можам да кажам дека сигурно премногу влијае врз најмладата популација. И не можеме да знаеме кој како, на кој начин ќе го допри некој таков коментар. Интересно е ова ти што го кажа на прашањето која е разликата помеѓу ригидниот затворениот систем и овај бесконечно отворениот систем кој што вие помладиве сега го имате. Одговорноста, мислам дека тука ретко кој зборува за одговорноста. Бидејќи искажаните зборови можат многу да тежат, особено за ако се насочени кон некоја личност. И затоа имаме анксиозни состојби, депресивни состојби, суицидни состојби, нели, најчесто се предизвикани кај младите точно од тие некои коментари, забелешки со кои што, а сепак немаат некои внатрешни отпорни механизми како да се носат со сето тоа, бидејќи само се изложуваат кон надвор, а никој не ги учи како да се заштитат. Да, многу важно нешто. Дефинитивно. Првично треба да има некој слој на заштита, па за да се може да се излажи. Тој слој на заштита, сакали или не, ние никогаш не го отвораме. Тоа е јадро кое што всушност јадро во наш, за жал, его како термин многу го стереотипизиравме и сега за его викаме за некој што е она што рековме егоцентричен на почеток или нарцисоиден и затоа и јас се отповикувам да кажам его, туку јадро зборувам. Его мора да штитиме. Его е нешто кое што ние назво функции кои што ги има сите капацитети на справување. А ако и тоа го изложиме најсуштинското его, тогаш добиваме баш тие нарушувања или одстапки од нормален тек на функционирање. Да, дисфункционални одбранбени механизми и не може да се справи во дадената ситуација и тогаш оди во некои други крајности кои што се баш погубни за таа личност. Да. Само тука и во однос на ова разлика што на пример ти го спомна на почетокот, брзите информации, немањето можност за процесуирање, веднаш ги земам овие информации, след ги голтам, не ги процесуирам, одам последни информации и така натаму. Само се полниме со информации кои што имат мала трајност.
И немаме можност тие да ги процесуираме на ментално ниво, да ги доведиме, да ги поврзиме со нашето искуство, да ги поврзиме со нашите сознанија, туку одиме последно и следно и сме се знајковци за многу работи, а ништо не држи. А ништо не знаеме всушност, да. И автоматски тогаш и не знам дали некој испитувал тенацитет и вигилност на вниманието, како е ке младава Z генерација или ке постариве генерации. Мислам дека тука вниманието малку ќе ни закажи, бидејќи цело време сам скруламе и не сме доволно внимателни во однос на тоа што сакаме да го прочитаме, и нели колку реченици треба да има до, не знам, еден пасус и толку. Вниманието ни се оттргнува. Ако е малку подолга статија, немам време за читање, друг пат. И секогаш само на брзи, кратки, брзи информации кои што најчесто само некаде ги ставаме во некоја фиока тамо и не ги isпроцесуираме врз основа на нашето искуство. Не се функционални за нас, едноставно само ги голтаме и тоа е тоа. Врват низ нас некако. Да. За жал, во однос на тој дел не можеме да го побијаме тој правилен тек на работите, дека како во се мора да има едно скалиште низ кое што се качувам, па слегувам после. И од тука сакаме да ги рипаме чекорите и според истражување што се сега, стасавме до внимание на еден рил. Сега е веќе потврдено тоа дека ни е многу кратко вниманието. Како да се додржиме до поголемо внимание? Може би повеќе со насочување за старт кон работи што навистина не интересираат, па барем тука да си дозволиме да додржиме, да го додржиме вниманието, да не е само кратко гледање, кратко читање или ќе го пуштам видеото или ќе земам книга да прочитам, па ќе прочитам 2-3 пасуса и ќе ја затворам. Може би првично да започнеме, ова како моje мислење, со нешто што навистина не интересира, па тука да го насочиме. Барем тука да си дадеме можност да го насочиме вниманието и да, како што кажа Марија, да земеме знаење што ќе се функционални за нас, што ќе ни користат, што ќе ни се потребни. Да, и долгорочна некоја љубопитност да имаме или онај истражувачки дух од поеќе аспекти да навлеземе во... Да навлеземе, да истражиме, да научиме нешто ново, барем да започнеме од области кои што навистина не интересираат. И нив да дозволиме да не ги врвиме така како што се друго врвиме во денешно време. Брзо и колку само да се скролни, да помине и така. Или да се пушти видеото па да се исклучи. Мислам дека тука тренинго може би. Би имало влијание, бидејќи еве и од мое лично искуство. Зборувам од мое искуство, како што гледате. А тука сум најсигурна затоа и така зборувам. Така се договоривме. Скруламе надолу, мислејќи нешто да не изоставиме, забораваме да го прочитаме тоа што ни предизвикало внимание. Значи, то потрага нешто да не помини без моје присуство. Потребата јас да бидам се присутна. Предизвикува кај нас да немаме доволно внимание во однос на тоа, нешто да не изостава. Го расејува, всушност него, ако вниманието е фотон... Не дека колку се расејуваме, ние никаде не сме. И затоа мислам дека преку попат на тренинг можеме полека да се сконцентрираме. Например, кај мене деца вика, леле, 40 минути како ќе седиме на час. Па велам, не само од сега тоа 40 минути, значи тоа е од медицина на трудо, психологија на трудо, идентификувано дека 40 минути се функционални за едно дете, од мало до возрастни луѓе. И нешто кога не интересира, тогаш ние остануваме тука. Да. Меѓутоа, со игриве можеме да останеме и цел ден. Зошто? Бидејќи тогаш добиваме некои
фиктивни награди кои што постојано и постојано адреналино ни расти некако некои наши внатрешни жлезди со внатрешно влачење, постојано хормониве се полнат, допамино, нешто кај мене предизвикува и уште еднаш и забораваме колку време ние сме седеле на ова. На игра. Инстант. Решенија, инстант задоволства, заборавајќи дека вистинското задоволство е преку нашето искуство. И ако му речеме, ај уште еднаш помини истата патека, не знам дали ќе ја помени. Бидејќи тоа е инстант решение во тој момент. А ако е врз основа на нашето искуство, тогаш многу поинаку ќе гледаме потрајно, да. Може би повторно во тригер ситуации ние исто ќе реагираме. Ако се некои травматични ситуации за нас. Извадат од контекстот, така. Врз основа на нашето искуство. Меѓутоа, полека сваќаме дека чекај сега. Ако до овој момент ова за мене не функционира, што треба сега да направам поинаку? И тоа е тоа кога пак нас не треба некои сознанија од други кои што ни кажувале нашето искуство, колективното несвесно, па и генетски некои материјали кои што си ги носиме. Така. Одлично. Стоматолошка ординација доктор Караџовски ве подсетува дека долгата насмевка има два краја. На едниот ве чека слободната столица кај вашиот стоматолог, а на другиот одговорноста за вашето сопствено здравје. Знам јас дека двете учите, односно веќе усовршувате EMDR како метода која што работи со трауми претежно. Не претежно цело време или претежно? Мене ме интересира нешто повеќе во однос на таа тематика и за да можеме да го доближиме пред општа популација, кој е најсоодветниот начин за да може да се надмини една траума, па надежно и да се разреши секоја функција. Да, тоа е сет на билатерална стимулација, каде што имаше визуелни и сетилни билатерални стимулации со цел на репроцесирање на даден травматичен настан. И можам да кажам дека е доста функционално и доста различно од, пример, од конкретно од гешталтот. Може би поблизо ке со когнитивно-бихевиоралната, да. Во однос на таа, веќе нели последно кажа дека не мора само на траума, меѓутоа главен фокус е надминување на траума и травматично искуство. Меѓутоа, за да ја работиш EMDR, мора да имаш претходно некои други сознанија, не можеш директно да одиш на EMDR. Во однос на психотерапија. Да имаш да си психотерапевт претходно. Не мора да бидеш психотерапевт, ама да имаш барем некој дел од... Зошто тоа го велам? Бидејќи, например, има многу во EMDR земено од когнитивно behavior. А што значи когнитивно behavior? Дека мислата предизвикува промена на емотивниот дел, кои што емоции пак предизвикуваат промена на физичките на физикусот, односно симптомите, например, а сето тоа предизвикува промена во однесувањето. Например, ние можеби прво ќе ја забележиме емоцијата. Најчесто да речеме, бидејќи е сепак за поширока популација, ќе зборувам со да бидеме потранспарентни, например, емоцијата доколку ја идентификуваме анксиозна, вознемиреност, напнатост, страв и така натаму, тоа се емоциите кои што ние ги идентификуваме. Меѓутоа, емоцијата не може да дојде од нигде никаде. Туку така, јас сега чувствам вознемиреност. Најверојатно, пред емоцијата, постоела некоја мисла. Која што мисла? Може да биде мисла како когниција, мисла како песна сум слушнала, или некој мирис ме предизвикал, или слика, или некој филм, нешто, или баш мисла. Значи, таа мисла предизвикала јас се вака да се чувствувам, или сонот.
Да. Предизвикува јас да станам и гроги да сум тој ден. Да. Или пак и потоа тие емоции се кај нас толку многу силни што не сакајќи и така му е излезот на емоцијата предизвикуваат физички симптоми. Кои што физички симптоми се тресам, имам тахикардија, не можам да дишам и така натаму, ме боли стомакот и така натаму, кои што физички симптоми, можеби прво физичкиве симптоми ги забележуваме па одиме назад, или физичкиве симптоми предизвикуваат некое однесување. Кое однесување го предизвикува? Се повлекувам, не сакам да излезам, барам поддршка, поддржувачко однесување и така натаму. И кога јас нема да излезам, лежам во креветот и тогаш повторно одам ке мислата. Да. Зошто сум, до кога со мене вака и така натаму, уште појаки емоции, тоа е тоа е тој круг кој што ние си го создаваме врз основа на нашето искуство. Сега, EMDR, тоа е, ова го зборам когнитивно-бихевирално. Да. А EMDR тука помага кога ние ќе идентификуваме, например, еве во однесување, во нешто не ми е во ред. До сега ми функционирало, ама сега не сум окей. И тука доаѓа EMDR преку билатералната стимулација, кога повикува назад, врз основа на некој заден тригер настан, и на несвесно ниво со билатерална стимулација, ние когнитивната обработка малку ја изоставаме, туку чувствата ги изложуваме и сите други наши сензации, и тогаш едноставно увидуваме од каде потекнува сето тоа. После тоа имаме како ние негативно сме гледале во однос на таа случка, на когнитивно ниво, која е нашата мисла, не сум била доволно добра, например, или не сум способна, глупа сум, и така натаму. И сега од ова дистанца го преформулираме со помош на билатералната стимулација, како може поинаку да гледаш функционално, не позитивна психологија, функционално. Например, мало дете си била, не си знаела поинаков начин на реакција. И сега кога ќе видам јас од ова страна, нема повеќе толку многу да се оптеретувам. И неколку пати сето тоа врз различни тригер ситуации го повторуваш и гледаш дека во следна ситуација можам поинаку да реагирам и себе си да се прифатам. Када и враќаш на назад и трагаш, можеби ако е некоја голема травма, можеш да работиш директно со травматичниот настан, со баш живата слика моментално, која е најдоминантната слика да се опиши. Меѓутоа, доколку устанува збор за еве, можеби се чувствувам анксиозно, се чувствувам депресивно, трагаме по почетоците на таа состојба, па работиме со почетоците. Првично за да дојдеме дел по дел. Значи расплетуваме за да дојдеме до сегашниот момент, не одиме директно со сегашниот момент. Чекор по чекор, меѓутоа доколку станува збор за некоја огромна травма, што пример сум имал сообраќајна несреќа или слично, можеме директно да работиме првично на тој настан. Зависи, се проценува во зависност од ситуацијата. Значи првично се стише на почетна вознемиреност, па после да се интервенира. Да. Имаме ние. Да, има протокол за работа. За работа, да. Има протокол за работа. Сигурност дава и кај клиентот и кај психотерапевтот сигурноста со тој протокол на работа. Да, имаш сигурно место обезбедуваш кога секогаш ќе се најдеш на некои такви климави места, да си одиш на сигурното место и вечно со тоа работиш. Да, снагите од каде што ги црпиш. Ова е многу значајно, мислам дека во секоја личност не дополнете ме слово, но дека всушност со каков наратив ние пристапуваме кон нештата, но вистински наратив. Јас можам да се стимулирам да речеме дека 10 сати да го снимаме подкастов, али по одредено време ќе ми се суши устата, добро ќе ми притура вода, но ќе ми се истроши вниманието, колку многу ми е големо во однос на слушање и разговарање, особено со пријатни луѓе кои што сте вие и колеги. Арно, наративов со кој што влегуваме во ситуациите, тоа е како некој внатрешна сила која што ни и поглед кој што ни дава
одредена насока како влегуваме. Ме подсети на еден филм кој што го гледавме на факултет, баш професор Јанаков не повикуваше Рашомон, ако се сеќаваш, Рената. Тој имаше една ситуација каде што сите четворица јапонци доживуваат различно. Иста е реалноста, погледов кон ситуацијава е различен. Што всушност тоа е како ние пристапуваме кон... како ги перцепираме. Тоа е интересно од когнитивно-behavior аспект, например, core belief или моето главно верување кое што ние си го имаме негде до 7-та година. И се гради врз основа на нашето искуство, предпоставките кои што ги имаме од нашата средина, ако ти учиш, ќе поминиш добро во животот. Например, или ако учиш, ќе заработиш. Ако лажиш, нема никој да те сака. И тие предпоставки кои што ние понатаму во текот на животот си ги носиме со себе. И исто така и пораките кои што сме ги добивале од најважните личности. А тоа се секако родителите, брајчата, сестрите, првите учители и така натаму. Не биди глуп си, дрзок си, себичен си и така натаму. И кога ние едноставно си ги земаме тие работи за себе. Како своји, како своји, истото тоа го има и во EMDR, нели? Она негативно и позитивно верување за себе, И понатаму, сега јас ова го објаснувам врз основа на оваа теорија и понатаму во текот на животот. Ние ги идентификуваме оние ситуации кои што ќе ни бидат позитивни примери за тоа што ќе ни ги потврдат нашите препораки и нашите потврди, и верувања. А додека пак, например, ако било нашето верување глупа сум и сега ние одиме на скалата на развој, на нели академско студирање и така натаму, за да докажам јас дека не сум глупа. Меѓутоа во текот на тој развој, јас сето го земам здраво за готово, низ мојот филтер, важно ми е за мене само она кога ќе видам дека сум глупа. Значи, ако јас сум добила 10-ки и сега, не знам, на некој испит на статистика 8-ка, и јас велам, стварно, јас сум глупа и само тоа е релевантно за мене. И кога едноставно во психотерапевскиот процес освестуваш главно верување, а особено помага ова билатерална стимулација, на несвесно ниво ни ги укажува сите тие предпоставки каде сме ние закочени, на кое верување уште сме за себе си. Сега малку во стручниот дел навлегаме не знам колку ќе му биде интересно на слушателите. Како метода. Како метода. И ова сето што го разработуваме, да речем тука, е нешто кое што му дава подлога на што да се повикува. Океј. Може да биде добро и пред камера, и зад камера. Уствари, само тогаш е делото вистински добро. Студио 106.3 може да ви помогне да добиете добра реклама, филм или подкаст. Ајде да влеземе малку во друг дел. Знам дека, Марија, ти работиш со зависности, имаш работење на проекти во Црвен крст со зависности. Рената, тебе ти е позната како тема. Така. Јас немам многу искуство со зависности, па ме интересирало нешто повеќе во однос на зависностите. Сега читам во последно време многу истражувања како марихуаната, особено ТХЦ-то, предизвикувало психотични дејства настрана од канабоидите. Мислам дека треба малку да ги демистрифицираме работите, ради што и таму влеговме во една позитивност кон позитивен пристап како социјална пожелност. Дека од позиција на возрастен, која на некој млад би му рекол намали со ова не е добро, тој би го сватил како ти си старовремец или се држиш до некоја класична метода на живење или функционирање.
нешто повеќе околу зависностите. Да кажам, околу зависностите, третира? да. Тешка тема. Уште еден цел подкаст за тоа може. Ние работиме од 2006 година во врска со оваа проблематика. Не знам, во Скопје ако сте сретнале ХОПС, Да. Херат, Да. да. Во Прилеп ние како Црвен крст тоа го работевме. Така. Го работевме, уште работиме, меѓутоа минимално, бидејќи порано беше сето тоа финансирано од страна на Глобален фонд. А многу интересно, да, Да, ти така. вчера беше 1 декември борба против ХИВ-СИДА. Да. Да, борба. Колку можем да се бориме и всушност ние бевме одржување на ниска преваленца на ХИВ. Програмата беше. Зошто тоа бидејќи интравенски крвно се пренесува, меѓу другото, крвно сексуално и од мајка на дете ХИВ, нас ни беше популацијата интравенски корисници на дрога. Со цел да се заштитат од ХИВ и други крвно преносливи инфекции. И на тој начин ние почнуваме со нив да работиме. Во почетокот беше квалитетно, многу поддржано, со секакви различни активности во однос на правни, едукативни работилници, креативни работилници и така натаму. Кога замина Глобален фонд ги превзеде тие програми Министерство за здравство, сега не сакам јас да критикувам, меѓутоа се намалија на обично, на најосновните услуги кои што ги нудевме. И некако и луѓето како да ја изгубеа довербата во однос на тие програми. Сега што е работата? Работата е што кога зборуваме за зависници, јас не би можела така да ги речам, туку ќе речам лица кои што употребуваат други, ако конкретно за нив зборуваме, не страда само тоа лице, туку цело семејство. Социјален контекст. Да. И во нашата работа имавме најразлични ситуации, меѓутоа, како и секоја друга болест, да речеме, и зависноста, нели е во делот на номенклатурата на болести, се третира сеопфатно. И можеме, еве, ако не следат некои родители, сите ние сме зависни од нешто. Прво тоа да го разјасниме. Прво зависни од воздух, вода, храна, интернет, зависни од афективна поврзаност, од социјализација, од се и се што. Меѓутоа, кога зборуваме за оваа друга зависност од психотропни супстанции, во Македонија многу сеопфатно се третира во невладина организација Избор или Покров во Струмица. Да. Што значи тоа? Тоа значи дека личноста покрај тоа што имаме абстиненција, подкрепена медикаментозна, за да не чувствува абстиненцијални кризи, оти многу му е страв на луѓето во однос на абстиненцијалните кризи. Има поддршка од психолог, од социјален работник и цело време работен ангажман и структурирана дневна активност. Што значи структурирана дневна активност? Се знае кога се станува, што се работи, како се работи и така натаму. Ред. Ред, да. Кога едноставно има некаква смисла. Екзистенцијалистите и тоа го викаат, кога и животот не губи смисла, тогаш ние запајџаме во некои други води. И на тој начин, а истовремено се работи и со семејството. И полека се поддржуваат оние навики кои што можат да ги заменат дисфункционалните навики кај таа личност. Не може ако една навика ја прекратиме и толку, мора да најди замена со друга позитивна навика. И исто така, доста успеси има верувањето, нели спиритуалното, верувањето во Бога, кај во Јован Бигорски, каде што има наши
свештеници обучени за работа со лица кои што користат дрога, така да и тука има успех. Да. Верувањето е поддршка само по себе, мислам дека е значено да го истакнуваме заради што психологијата, дел од психологијата, сега мој личен став е верувањето, а психологијата па е дел од филозофијата која што некако се во денешно време ги напуштаме тие ставови. Психолози мора да учиме од тој дел дека не може 5000 години да била психологијата дел од филозофијата и се наеднаш се отцепивме, па измислуваме или некоја нова филозофија, или пробуваме да измислуваме некоја ново верување, тие стока. Постаменти. Спиритуалноста, да, повторно мислам дека полека навлегува во сите во нови правци на психотерапија гледам дека има. Да. Тоа ме радуваше. Да. Бидејќи ние сме покрај психичко, физичко и духовно суштество. Така да и тука се работи кај во однос на духовниот развој. Така. Дали Рената се сретнала со зависности? Да, немам толку искуство, меѓутоа сум имала некој искуство и сметам дека тука најважен аспект е баш тој социјален контекст кога личноста се враќа во средината. И тука е тој најтешкиот, најпредизвикувачкиот дел. Кога најчесто тука личноста потфрла, кога повторно се враќа во истиот контекст, во истото друштво и многу е тешко да се одолее во наводници го кажам предизвикот за повторно да се влезе нели на истиот пат да се врати, повторно да се влезе во зависноста. И тука треба огромна, и убаво го кажа и Марија, тој делот со да имат одредена работни активности кои што ќе имат преокупација одредена, меѓутоа и огромно значење нели промена на таа социјална средина. И тука е таа социјална поддршка многу значајна од семејството, од блиските, за повторно да не се врати личноста во тоа што била претходно. Само да нагласам, кога зборуваме за зависности, некако јас појдов во психотропни супстанци, меѓутоа нели имаме во денешно време многу други зависности. И најчесто за кога спомнуваме зависности одиме тука, така кај психотропните супстанци. Не ја нагласивме автостигмата и стигматизацијата. Да, совраќање. И затоа, например, во овие комуни кои што ги назначив, се вели минимум година и пол да биде оддалечен од таа комуна, од таа заедница социјална каде што бил, додека не зајакни, не се опорави и не се исцелува како личност и да може и да си појди во средината, односно полека себе си да се прифати. Трансформиран да се да си се прифати себе си дека окей, јас сум бил, то не е страшно. Секој зад вратата не знаеме како се однесува и што се однесува. Меѓутоа сега што можам, пак се враќаме на битниот момент сега и овде. Сега што можам да направам јас со сето ова. И многу е важна едукацијата на семејството. Да. Бидејќи ако се врати во истото старо семејство, кое што сега повторно има недоверба кон него, цело време е под надзор, нема верување дека нешто може да стори со себе, може многу лесно во тие активирачки настани да. Ресоциализацијата прави ретригерирање кој што предизвикува. И многу е важен процесот на реинтеграцијата. Кога ние како општество пожелно е луѓето да ги прифаќаме такви какви што се и полека да му даваме можности, меѓутоа не онака, како што рековме, целосно изложени, сепак со резерва и себе си да си се заштитиме. Со тоа работиме некако и на нашиот капацитет, дека со само тоа што ние можеме да прифатиме одредена личност која што на некој начин отпаднала или отстапила од здравиот бенефит за незе, и ние се даваме можност за да ја разбереме и да имаме емпатични. Пак е тука таа емпатија. Да разбереме што се случило, како се случило и да не идентификуваме со личноста на зависник.
Тоа мислам значајно, таа етикетата, зависни. Таа како залепена етикета. Туку да почнеме да гледаме на личноста како личност. На снагите. На снагите, на капацитетите, на неговите можности. А не како што кажа Марија, кога ќе се врати тука е таа недоверба, ти не можеш, пак под надзор цело време, не ти верувам. И тука е таа етикета, тука е можеби суптилна, несвесна, меѓутоа тоа е етикетирањето. Дека ти не можеш да излезеш од ова, повторно ќе се вратиш. Недоверба даваш, дека недовербата, да. Верувам во смисла дека можеш да се избориш. Не верувам. Да, повторно верувам дека повторно не ти верувам дека имаш капацитет, повторно па сега јас морам надзор константно да ти бидам. Кога мислев на поддршка, мислам на поинаква функционална поддршка, на давање шанси и можности со новите капацитети, со сите снаги да се спознае личноста, а не од аспект на осудување, повторно втурнување во познатите образци на однесување. Да. Прошетавме низ неколку значајни теми. Да. Имаме теми безброј, јас мислам да ги опфатиме сега од се по нешто, да биде значајно и се тоа што го изнесуваме е значајно. Кон некои по мили теми за зборување, за општа популарност, би рекол партнерска релација, гледам дека малку се зборува за тоа. Во однос на партнерските релации, кога имаме компензација, кога имаме здрава љубов? Па би рекла компензација имаме кога едната страна, едниот партнер константно се обидува да се прилагоди на другиот. И тука имаме некоја компензација, меѓутоа секогаш стои тоа во позадина незадоволство што ќе си го носам, колку се дозволувам да бидам автентична или па само се прилагодувам и компензирам за се она што е потребно, ќе искомпензирам за да ја држам, да не како за миру кучи, да нема кавга само во врската, да биде се во ред. Па колку правам одстапување се само за да го одржам тој мир во врската. Би рекла дека би било здраво кога секако ние сите сидиме со своји идентитети, уверувања, ставови, цели и слично. Тука кога заедничко би се кокреирала некоја заедничка врска, заеднички однос каде што секој од партнерите ќе може, нели, секако постои прилагодување еден на друг, меѓутоа да си ја задржа на своја автентичност. Да не постои константно чувството на јас не сум доволен или чувството на јас морам вака и вака да се однесувам за да го задржам овој однос. Јас така го доживувам тој дел. Така. Во однос на врските, не знам, секоја врска си има своја специфичност и индивидуалност. И кога се влегува во една врска, тогаш секој си носи своји карактеристики и врз основа на сето тоа се прави некоја комбинација која што би требало да биде функционална за двајцата. Да. И систем на вредности, сите влегуваме со своји интроекти, свој систем на вредности и така натаму. Дали некој ќе катастрофира, дали некој ќе идеализира во однос на сето тоа, сепак зависи многу од личноста. И идеална врска не би можела јас да дефинирам идеална врска. Тоа е многу индивидуално чувство, која би била идеална. Добра врска зборуваме се за релативитет во смисла дека можеби функционална би била. Или функционална. Па повторно кога сме задоволни со себе си, задоволни двајцата како функционираме, си ги задоволуваме своите потреби и потребите заеднички и на партнерот, не се чувствуваме, не знам, тоа се некои мои увидувања, меѓутоа дека и во таа врска партнерска ќе наидиме како и во индивидуалниот животен циклус со падеми и на препреки и така натаму, тоа сигурно и финтата е да знаеме да ги идентификуваме. И како би можеле ние да се носиме со сето тоа? И што би ни било наши сили за да излекуваме од тие некои наши падови или не знам, некои дисфункционалности и така натаму. Да идентификуваме ако јас не се чувствувам најчесто се случува, мислам дека
во дадена ситуација, некако личност општо, туку некоја ситуација не можеме да ја разрешиме или јас во таа ситуација не се чувствувам окей. И да бидам слободна Да и го јасна искомуницирам. сето тоа да го искомуницирам и да си ги кажам моите размислувања и моите потреби. Може би се тоа врз основа на моето искуство. Ама затоа е партнерот тука кој што може да ме сослуша и да ми каже. Асертивност. Асертивна да, комуникација. да. Биди Асертивно. отворена, Да. да не правиме никаква задршка, ради Да, што тоа е така. местото во кое што интимно можеме доверливо да споделиме без нито да бидеме осудени, Осудени, искритикувани и на еден начин да имаме зид од кој што безбедно се одбива нашиот. А сепак да си ја задржиме автентичноста, да. Да. Да кажеме што ние чувствуваме, да не одиме со оние типораки, Да. веднаш осудувачки кои што неминовно предизвикуваат некој да се брани. Туку да кажеме како што го кажа Мари, како јас се чувствувам во оваа ситуација, еве, можеби не се чувствувам добро, не се чувствувам автентично, не ми е во ред ова, да го исконтактираме од јас позиција, како јас со ова. На тој аспект, бидејќи најчесто настануваат конфликтни ситуации кога одиме со ти. Ти си ваков, ти си таков, ти си онаква, ти си ваква. И тука веднаш одиме напад и што? Кога оди напад, добиваме одбрана или контранапад, нормално. Кога тоа е функционална, асертивна комуникација и суштината од јас пораката. Да. Како јас со ова се чувствувам, ти носам тебе. Па да видиме што можеме заеднички сега со ова да направиме. И исто тука е повторно поставувањето на граници, и, например, јасно кажување не на партнерот за некои работи, меѓутоа тоа е за некои работи, а не тебе како личност не. Тоа го забораваме. Или, например, задоволувајќи си ги моите потреби, тоа не значи дека јас сум себична, туку тоа значи дека јас ќе бидам пофункционална и за мене и за тебе. И за другите во семејството. Тоа е себе грижа. Да. Кога можеме ние да водиме себе грижа во рамките на една интерперсонална релација е многу здраво и многу функционално, да, не само за себе, за сите. Да. Одлично. Одлично. И вака, чисто ова најинтимно ќе биде како ние се филтрираме како психолози од ваше искуство, чисто. Кој би според вас? Не се филтрира. Не се филтрира. Се си носиме по џебој. Па, Ајде, јас ќе почнам, бебе. ајде. Најчесто и ние си имаме психотерапевти со кои што одиме и разговараме во однос на себе. Во меѓувреме имаме и супервизиски процеси каде што идентификуваме дека нешто не ни оди во дадена сеанса или со даден клиент. И не е страшно ако со некого не ни оди и на клиентот да му кажеме не. Тоа не значи дека тој човек го одбиваме, туку дека едноставно не кликнало нешто меѓу нас и не е, или не е тој за психотерапија. Не. Може да си најде соодветна личност која што многу повеќе може да му помогне. Да. Друго, во однос на нашата порано многу повеќе водев грижа за себе си. Сега малку на одличен аспект ќе зборувам. Кога, не знам дали планинарење, дали прошетки во планина, јога, практикував доста години. Сега некако си презедов и јас лично многу обврски, каде што малку може би навлегов во некои други води на почетокот што ги зборуваме. Меѓутоа идентификував. Да. И тоа нас може би некогаш не враќа, полесно идентификуваме кога ќе навлегуваме во другата крајност, таму каде што не сакаме да бидеме. Свесни сме за тоа дека не сме функционални ни за себе ни за другите и после бараме некои промени во однесувањето. Така да како и сите луѓе гледаме да најдуваме некои работи врз основа на нашето искуство што ни се покажале како квалитетни со резултати. Да. Да, и јас би се надоврзала со редовно одење на индивидуална психотерапија, колку што се може, нели?
Исто така супервизиите се неминовни, особено кај нас младите нели психолози, тоа е многу значајно. Да, и јас конкретно со давање на она што, кога ќе можам, примерно го сакам одење во театар, тоа баш ми ги полни батериите, така гледам на тој начин. Социјална интеракција со блиските пријатели и тоа како ми ги полни батериите. Прошетки со куќето и слично, значи некои работи кои што одење во планина, значи некои работи кои што на вистина мене ми исполнуваат. И гледам тоа да си го давам за да ги наполнам батериите. Така. Да. А ти како? Ти како? Да. Јас имам и своји методи од возење точак, трчање по крајке, хорско пеење, што многу ме филтрира во последно време. Пишување поезија. Не заборавме. Да, и кај тебе тоа стои. Да. Дружење со драги луѓе, со некои кои што суштински разменувам, разговарање по телефон, едноставно барање на тоа што мене ми треба и за поставување на професионални аспект, ради што поентата ми е да покаже дека и ние не сме со супер мојчи, дека така, дефинитивно. Едноставно имаме и ние своји потреби кои што ако не би ги задоволиле, тоаш не би биле ни толку ефикасни, нити пак корисни за другиот, која ќе се ниме спротив него. Да. Одлично. Дали имате уште нешто да кажете, ова е класично во нашите психолошки средби, ради што јас мислам дека направивме многу убав круг околу работите кои што се важни, суштински, неминовни, кои што се појавиле во одредено живење, зборуваме социјално живење како феномени, до моментот за зависности, нешто што ви остана вака што сакате да го пренесите како порака до знаете, обично превенираме до популацијата која што не гледа различен тип на популација, арнама како психоедукација обично допираме кон помладија, па сигурно и повозрастните нешто ќе се зема. Јас само би рекла дека во рете некогаш и да имаме потреба од стручна помош и поддршка и дека грижата за менталното здравје тоа како е значајна, па секој ден би го поттикнала доколку има потреба да ја побара таа поддршка во различен период, затоа што нели и самите ние ја бараме кога ни е потреба. Да. Така да се грижиме за нашето ментално здравје, бидејќи често знаеме да го запоставиме. Супер. Фала ти. Ајде, мајво, нека биде ова себе грижата. Би ги поттикнала луѓе во наши слушателиве, популацијава што не слуша, на себе грижа. Тоа многу често знам да го споменувам и повторно сега ќе го споменам. Себе грижа не е себичност. Да. Тоа е да се грижиме за себе, за своите потреби, не на сметка на другите. Задоволувањето на своите потреби, ова, например, дука сега ти што го кажа, пеење, си задоволувам моите потреби, не на сметка на другите, и знам дека сум подобар за себе, автоматски си подобар и за другите. Тоа да не го заборавиме, трчајќи да му удоволиме на другите, се запоставуваме себе си. Да. Да. Одлично. Убави пораки, дури пароли, некој го сака може да си ги закачи на анците од гледачите. Ние остануваме во добра атмосфера овде и после камерите и со понатамошни муавети. Фала ви многу за гостувањето. Убаво си отворивме. Убаво си разврзавме и многу ми е интересно вака како че во триаголник зборуваме, ради што секогаш има и она триада тип во трансакцијска обично ја третира. Да. Што е по-отворена комуникација. Фала ви, живели до следно видување. Фала и тебе.